Добро дојдовте во Е-училница. Денес имаме час по математика. Ќе учиме за мерење, споредување и пресметување на должина. Што треба да научите на овој час? Треба да користите нестандардни и стандардни мерки за мерење на должина. Треба да го користите правилно линијарот, да ги мерите должините во сантиметри, како и да ги споредувате должините, користејќи сантиметри и метри. Што можеме да мериме? Можеме да ја мериме висината, како и должината на оваа куќа. Можеме да ја измериме должината на оваа гитара. Можеме да го измериме обемот на стеблото на ова дрво, односно колку е дебело стеблото на дрвото. Потоа, можеме да ја измериме должината, висината, како и ширината на оваа маса, должината на овој пат, обемот на стеблото на ова дрво, како и висината на ова дрво, висината на оваа зграда, висината на девојчето, должината на стапалата, како и висината на жирафата. Зашто се употребуваат мерките за должина? Тие се употребуваат за мерење на должина, ширина, висина и обем, односно колку се дебели. Го спомнавме стеблото на некое дрво, моливот, боичката и така натаму. Кои се нестандардни мерки за мерење на должина? Должината на некој предмет може да се мери со палец, потоа со педа, кога дланката е отворена. Педа е растојанието од врвот на палецот до врвот на малиот прст. Должината можеме да ја измериме со дланка, потоа со стапала, со чекори, колку чекори изнесува должината на некој предмет, со лакот. Лакот е должината од нашиот лакт до врвот на средниот прст. Вие, ученици, можете да ја измерите должината на вашиот кревет со чекор и да напишете колку чекори е долг вашиот кревет. Можете да ја измерите должината на тетратката со палец и да напишете колку палци е долга. Исто така може да ја измерите должината на вашиот ранец со дланка и да напишете колку е долг. Основна единица мерка за должина е метар, се бележи со латиничната буква М. Еве колку е приближно долго едно метро. Ако ги испружиме хоризонтално двете раце, растојанието од едната дланка до другата дланка е приближно 1 метро. Со што мериме? Мериме со различни видови метра, како и со линијар. Со линијар ги мериме помалите должини. Постојат различни модели на метра. Кројачко метро, дрвено метро, магнетно метро и други. Помала единица мерка од метарот е сантиметар или центиметар. Се бележи 1 cm. Нашиот прст е широк околу 1 сантиметар. Да го погледнеме овој USB приклучок десно. Металниот дел на USB приклучокот е приближно широк околу 1 сантиметар. И ако го погледнеме линијарот, растојанието од една бројка до друга на линијарот е точно растојание од 1 сантиметар. Дали, ученици, се сеќавате како се користи линијарот? Најпрвим треба правилно да го поставиме и да почнеме да мериме од нулата на линијарот. Од линијарот треба да го прочитаме измереното во сантиметри. Например, ако мериме од 0 до 5, тоа значи дека должината изнесува 5 сантиметри. Ако измериме од 0 до 7, должината изнесува 7 сантиметри. Треба да процениме колку е долг овој молив, односно, без да користиме линијар, што мислиме? Колку е долг моливот и да запишеме на еден лист хартија. Потоа треба да направиме проценка на должината на овој лепак, стик.
проценка на должината на ножиците, како и на вашата гума. Потоа треба да го земете линијарот и да ја пресметате точната должина на истите овие предмети и да ја напишете веднаш до вашата проценка и да направите споредба. Ова што го гледаме е искршена линија. Што е искршена линија? Искршената линија се состои од одсечки. Оваа искршена линија е составена од 3 одсечки. 1, 2, 3. Што е одсечка? Одсечка е права линија која што има почеток и крај. Крајот на првата одсечка, покажувам со стрелката, е почеток на втората одсечка. Крајот на втората одсечка е почеток на третата одсечка. Искршената линија може да биде составена од најмалку 2 одсечки, може да биде составена од 3, како што е во нашиот случај, може да биде составена од 4, 5 и така натаму. Ако ги измериме должините на сите одсечки, ќе ги добиеме следните резултати. Должината на првата одсечка е 4 см, на втората 3 и на третата 5 см. Колку изнесува вкупната должина на оваа искршена линија? Ако ги собереме должините на сите овие одсечки, ќе добиеме дека вкупната должина на оваа искршена линија е 12 см. Задача за вас. Треба да нацртате искршена линија која е составена од 4 одсечки со следниве должини: 2 см, 4 см, 3 см и 6 см. Потоа, да се обидете да нацртате уште една искршена линија, чија вкупна должина изнесува 10 см. Кои се помали мерки за должина од 1 метар? Првата помала мерка е 1 дециметар, се бележи 1 дм. Треба да знаеме дека во 1 метар има 10 дециметри. Колкава е таа должина од 1 дециметар? Ако земеме една помала стаклена чаша, не голема, помала, и ако ја измериме висината на таа чаша, ќе видиме дека е приближно висината околу 1 дециметар. Втората помала мерка за должина е 1 сантиметар. Треба да знаеме дека во 1 метар има вкупно 100 сантиметри. И најмалата е 1 милиметар, се бележи 1 мм. Во 1 метар има 1000 милиметри. Ова е ширината на нашиот прст, 1 сантиметар, а ширината на овој конец е приближно 1 милиметар. Или, ако погледнеме на линија, растојанието од една цртичка до друга е растојание од 1 милиметар. Растојанието од една бројка до друга е растојание од 1 сантиметар, а растојанието од 0 до 10 сантиметри е растојание од 1 дециметар. Значи, 1 дециметар е еднаков на 10 сантиметри. Ајде да споредиме. Прачката А е долга 1 метар, а прачката Б е долга 100 сантиметри. Која од нив е подолга? Ако тргнеме од сознанието дека 1 метар е еднаков на 100 сантиметри, тогаш веднаш ќе го дадеме одговорот дека прачките А и Б имаат иста должина. Постојат и поголеми мерки за должина од 1 метар. Најчесто, а сигурно и за вас најпозната користена мерка за должина поголема од 1 метар е 1 километар. Се бележи 1 км. 1 километар е еднаков на 1000 метри. Што мислите? Какви растојанија мериме со километар? Поголеми или помали? Да наведеме барем 3 примери. Со километар мериме поголеми растојанија. Должина на некоја улица, растојание од еден објект до друг објект во градот, растојание од еден град до друг и така натаму. Да ги повториме мерките за должина почнувајќи од најголемата. Најголема мерка за должина е 1 километар. 1 километар е еднаков на 1000 метри.
Потоа, метар. 1 метар е еднаков на 100 сантиметри. 1 дециметар има 10 сантиметри. 1 сантиметар е еднаков на 10 милиметри и знаеме дека 1 милиметар е една цртичка на линијарот. Што научивме на овој час? Научивме дека нестандардни мерки за мерење на должина се педа, стапало, лакот, палец, чекор и други. Научивме дека основна единица мерка за должина е метар. Поголема мерка од метарот е километар, а помали се дециметар, сантиметар и милиметар. За мерење на помали должини користиме линија. Искршената линија е составена од повеќе одсечки, чии должини треба да ги измериме и да ги собереме, за да ја пресметаме вкупната должина на искршената линија. И уште една активност за вас, ученици, треба да се пополни во првиот дел по математика на страна 51 и третиот дел по математика на страни 39 и 40. Драги ученици, ви благодарам на вниманието.